доста глупост. Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Во уште едно издание на Еспресо со Златев и Боцевски. Малку улетавме со претходната дебата, кажеш, ја постојано сите ги провоцирам, ви провоцирам и вас, почитувани слушатели, го провоцирам и Ивица. Па ми вика, да, мене највеќе, да. И најсериозни последици имаш. Да. Се надевам дека не се трајни, заради тоа имаме специјални гости да се осигурат дека нема трајни последици. Иако нас 20 доктори не направат, ово утро имаме 20 гости доктори во Радио Лидер. Ивица, ти како поголем познавач на лекарската нели фела. Денеска направивме една интересна. Ти припаѓаше да станеш лекар, нели? Да, испремав таков приемен испит, ама не ми беше ќеив тоа да станам. Што да правиш? Ти би бил добар некој таков. Ајде сега. Нова провокација. Терапевт. Нешто за... Добро, тука ни се имаме една интересна комбинација на јавно-приватно партнерство, така можеме да кажеме, да. Игор Мерџановски од јавното здравство и го имаме Јорданчо Иванов од приватното здравство. Денеска не случајно имаме оваа комбинација заради ескалацијата на една криза во Македонија во изминатиот период, криза која што се случува на преминот помеѓу едната кон другата власт и која што не треба да има врска со премин на власта, но очигледно кај нас има. Лјупче, зашо станува збор, ајде, ти ја пратеше оваа малце по-интензивно ситуација. Нема, операционите сали на клиника не се функционални и се откажуваат операциите, не се оперира само на една од клиниките, каде што тоа е во онаа сала која не е поврзана со тој централен систем. Тоа се моите познавања, она што, дели, као секој можам да го видам на медиумите, но доктор Мерџановски е таму на клиника. Таму да тргнеме. И многу подобро може да ни објасни што се случува, зошто нема операции на никата, каде е главниот проблем, дали станува збор за технички проблем, дали станува збор за некадарност, што е со целава ситуација? Пред се да кажам добро утро на вас и вашите слушатели за ова прекрасно радио. Благодарам за вашата покана. Се надевам дека ќе направиме конструктивен муабет, ќе ја запознаеме јавноста што се случува и ќе дадеме еден црвен картон на раководните кадри кои што ги раководат овие институции. Ова е втор пат што се случува да операционите сали во терцијарното здравство на хирургија не работат. Првиот пат беа 2 или 3 дена, сега веќе е подолг временскиот период и мислам дека е крајно сериозна ова. Тоа е само на клиниката за хирургија или? Клиниката за хирургија. Она што го викавме хируршки клиника. Она што го викаме хируршки центар, хируршката клиника. Таму кај што се сите хирурги, операционите сали, нели? Надвор од гинекологија останатите, значи неврохирургија таму е? Неврохирургија, абдоминална хирургија, травматологија, ортопедија, кома центар, шок соба или карил, како наречена, детската хирургија, значи сите хирургии. Значи пред емисија зборувавме, не да Боже сега некоја тешка сообраќајка, не можеме луѓето да ги однесеме во клинички центар, тоа значи. Значи разнишан е рушен столбот на терцијарното здравство хирургија. Клинички центар. Терцијарно здравство. Обично тоа е клиниката, да, сум лежал таму, тоа е клиниката на која има најмногу гужва. Значи во неверување сме сите доктори што се случува, значи навистина немаме никаква информација што се случува. Единствено што знаеме неофицијално е дека системот кој што е за компримиран воздух работи, функционира, но има некоја си миризба на која што, нели, и мириса на анестезиолозите, и анестезиолозите не сакаат на своја глава да даваат анестезија, затоа што до сега таков мирис не почувствувале. Чекајте, тоа е некаков систем за вентилација, Не е систем за вентилација, тоа е систем кој што го носи воздухот на пациентите кои што, нели, им се дава анестезија
им се дава анестезија и они веќе не дишат сами, дишат од тој компримиран воздух, нели, таа смеса која што треба да ја примат. Смеса на кислород, азот, тоа е еден тип на Да. воздух кој што и го дишиме се во зависност од потребата се зголемува количеството на кислород, се намалува и така. Зависи од пациентот, од состојбата и така. Нема, доктор, веднаш вака да влеземе, значи ваша задача како лекар е да влезете во операционна сала и да завршите операцијата. Анестезиологот да примени анестезијата и така натаму. Подпрашањето е, ова секако не е одговорност на лекарот, не е одговорност на хирургот. Чија е одговорноста за ова што се случува? Одговорност од вака се како што административно многу не се разбира, но можам да кажам дека Не треба да се разбирате, вие не се знаете што треба разбирам да се јас, разбирате. не знам чива е одговорноста у целава приказна, но сепак ајде да заборавиме чива е одговорноста, него да се реши проблемот. Нели? Добро, да. Еве, нас не интересира и за нашите пациенти да го решиме овој проблем. Кој да. го менаџира ова? Ова го менаџираат од тоа што го знам јас, заеднички служби. Значи тоа е службата која што веќе долго време ја зема стерилизација и сите нели останати пропратни работи. Лепче со други зборови крадењево што други го правија тамо. Па да, нели сега е приватна и стерилизацијата на за тоа во друга прилика. Доктор, Остави тоа сега. она што во моментов мене ми е важно. Чекајте, како во друга прилика стерилизацијата нели во заедничките служби. Не, сакам да Не. кажеме тоа ќе го третираме друг Тоа пат, ќе веќе викнеме приватна да. компанија го добива и ќе се води како Ете, ја можеби вие знаете подобро од мене, ама ја знам дека заеднички служби е одговорна за овој компримиран воздух што е. Се они Не направиле зборувам за стерилизацијата на овие што се алатите, како се викаат, на инструментите за операции, да. Исто е под заеднички служби. Тогаш сега фирма го води приватна, каде што во приватна фирма во аеродром се стерилизираат. Собственик на таа фирма е истиот човек кој сакаше да го купува Жан Митрев. Да. И тоа е една Тоа е друга проблема. Да. Во приватна фирма и ги носат со комбиња. После од дваму таму сум бил во таа приватна фирма. Да, беше онака добра прилика, убаво им организирано се, ама приватна фирма нас не ги стерилизира. Ај да се изразиме материјали. медицински, тоа е друга патологија сега. Тоа е друга да се вратиме патологија на и друг ова пат ќе изворно. говориме за тоа. Доктор, оно што ме интересира. Оние пациенти кои се на реанимација, нели, кои не можат самостојно да дишат, не се врзани на истиот овој систем На кој сега истиот, мирис? да, на истиот систем се врзани. Нели тој систем е нели контаминиран, Сега смрди тој систем, така натаму. тој систем кој што е врзан на нели овој во собава што ние шок соба што ја викаме еве за да слушателите не разберат за интензивно лекување. Таму колегите не го почувствувале тој мирис. Во првите неколку дена. Во последниве 2 дена или 3 дена наназад го почувствувале истиот мирис во нели собата за интензивно лекување и реагирале одма, донесле значи одредени апарати и ги дисконектирале од тој систем и ги конектирале на нели чист Значи, воздух, системот- ги заштитиле пациентите. Системот за дишење во овој момент на клиника воопшто не функционира. Тоа е. Па, тоа е последното што го знаеме. Да, и ние. тоа е информацијата Не- која имавме. Салите не работат, да. Од Министерството за здравство. Значи, докторе, сите вие што сте хирурзи при хируршки клиники, во моментов сте на стендбај, така некако му доаѓа? Ние сме затворени. Затворени. Да, Не работи. не работиме. Значи, целокупниот систем што го има Македонија, во кој што сме вложиле како држава врвни пари, во моментов е Годишно 800 На милиони пауза ставен. вложувам. На пауза, точно. Ставене на пауза. Секој од нас дава под процент од нашата плата во фондот за здравствено осигурување. да и така треба. И така треба. Но... Знаете ли дека овој проблем е многу сериозен, затоа што не знаеме ни дали во блиска иднина ќе може да се пушти. Значи, комплетен колапс имаме на хируршката клиника со овој компримиран воздух. Ја ги молам овие кои што се да во најбрзо можно време ќе го решат проблемот. Ја не знам зашто толку време им треба до сега. Кажа дека го испитале воздухот на Дрегер, нели оние што се Мерачи, специјални мерачи апарати, дека е се во ред.
но сепак постои некој мирис. И сега од каде е тој мирис и што е тој мирис? Кажуваат дека системот е стар и дека тој мирис можеби поради тоа се појавува. Ова као, знаеш, не би старо дрво па фатило патина, мал се глупаво звучи, ова како... Да се вратиме на другиот гостин. Добро утро. Да се Да, извиниме вака Поздрав што... до слушатели. Да, не, обично Па не, нема... проблемот е во државното Точно, моментално и токму колегата затоа, има предност, точно. секако да го Да. разложи. Значи јас малку сега би спомнал, вие спомнавте, нели, се Кај вас- плаќаат давачки. Знаеш како кај вас нема проблем, 50 евра ви е добар ден. Па Малку видете е. сега 50 евра добар ден, меѓутоа тоа е систем што се самофинансира. Значи Да. државата не донира таму пари, така да тој систем за да го одржуваш ти секако мора да се плати. Мора да се наплати. Која е разликата? Како функционираат овие? Вие работите во една приватна клиника, не е проблем, може да ја спомнеме, нели, станува Аџибадем збор Систина. за Аџибадем Систина, не е ова никаква реклама, не сте дојдени Не сте овде дојдени за да, реклама, сигурно. во име на клиниката, немаме ни таква намера. Која е разликата помеѓу, нели, работите кои се одвиваат таму, помеѓу состојбите таму и ова што го слушаме, па системот бил стар, почнал да смрди воздухот. Значи видите, кажав на почеток, значи тој систем за да функционира мора да биде функционален. Некој државното здравство го прави нефункционално со години. Значи вие тоа што спомнавте дека ние сите нели треба да плаќаме давачки за да имаме здравство, да имаме образование. Значи видите, во Македонија има професии кои што станаа доста платени, да кажам, и кои што одвојуваат големи средства од својата плата, бруто плата, за да добиваат. Имаме програмери по Здравствени 3000, по 4000 така. евра, што? Значи тие Нив имаат по 200-300 евра Значи месечно. тие луѓе ако даваат по 1000, 1500, 2000 евра давачки кон државата, тој треба да очекува државата да му врати, да има добро образование, да има добро здравство. Значи не, знаете како мислам дека менаџерите се најкривите и политиката, бидејќи политизацијата на здравството кај нас предолго трае. Мислам дека е тука главниот проблем. Затоа што се стават луѓе кои што се блиски до политичките структури, па тие структури за да владеат во болницата кај што работат, па има други блиски на политичките структури кои што мора да ги тинтрат. И сега една мала вака би направила анализа која што не е моја, значи сме ја дискутирале многу пати и со државни лекари, со приватни, како функционира нашето државно здравство. Значи 40% од луѓето кои што се внатре и кои што работат се професионалци. Значи тие каде и да ги ставите, тие ќе си ја завршат работата. Да, неспорно, јасно. Неспорно, да, и фактички тие и најмногу страдаат во целото здравство секогаш, бидејќи тие го тегнат најголемиот тет. Значи тие не покажуваат постојани незадоволства од плати, од услови и така натаму. Едноставно работат. Има такви луѓе, значи тие се голем процент. Меѓутоа треба да биде уште поголем тој процент за да целиот систем повлече и да функционира. Само да се доискажам. Значи останатите 30% како функционираат? Тие мислат дека платата има од Господ дадена од државата и не треба да ја заработат, дека врз таа плата треба дополнителни приходи да остваруваат. И се тепат за поразни комисии. Еден доктор имате во 10 комисии што се платени, имате, значи тоа е Истражувања, конзилиуми. Ма ви се молам, да. Да. Мислам све измислени комисии кои што тегнат пари, а уствари ништо не решаваат во здравството, него го тонат уште толку. Останатите 20% се, да речам, луѓе, тоест вработени во здравство, кои што се неработници и кои што постојано со секоја власт седат во директорски канцелари, пренесуваат информации. Тие се исто така тинтрени, бидејќи менаџерите. Не им требаат информации кој е за нив, кој е против нив. Вака кажано... Тие не работат ништо. Кажано скопски улично, филмаджи. Така. И тие со секоја власт се добри. Значи, тука малку има и генетска основа, значи, тука, да, каков бил тато, таков, нели, продолжува понатаму. Докторе, Иште нешто, да. имам да докажа. Значи, 10% се, да речам, некои бизнисмени во здравството. Влезени, кои што, освен здравството, се бават и со други бизнеси, градат згради, понатаму... А и тоа има во медицината? Имаат млекари, па не, сега видите, значи, конекциите во здравството,
и посебно ако бидат и назначени за менеджери, значи понатаму ги користат за развивање на бизнисот и здравството им останува секундарна дејност. Има еден фамозен доктор кој мене ме има оперирано, потоа отиде во приватното здравство и тоа е легитимно кога сте во приватното здравство, но кога беше во јавно здравство има една фамозна изјава и аз без 5000 марки не отварам паштета, камо ли глава да отворам. Нема да го именуваме кој е. Види, не тоа е повеќе меѓу нас. Тоа е вака во линија на Хипократовата заклетва, нели? Знаете, сме шетале и ја и Ивица и сега по странство ќе се случи нешто од радозналост ќе провериш и така натаму. Нема што да споредуваме со Запад. Веќе не, видите, например, и на Запад здравството не е веќе како што беше. Добро, не, сега види. И таму не може да се стигне веќе ни до лекар, ни тешки се тие системи и никош за не било, сега малце да не правиме ние тоа. Тешки се тие системи на закажување, но еве постанува фактот дека да речеме, иако е тешко да се стигне до специјалисти, да се закаже, во Велика Британија клиниките кои се државни многу повеќе личат на Систина отколку што личат на нашата клиника внатре вака која ќе влезе. И секаде во светот така. Точно. И секаде во светот е така. Дури во афрички земји. Скоро бев, еве сега ќе бидам искрен, поради една приватна работа поврзана со мој родител, бев во Србија на ВМА. ВМА е стара клиника, од војна болница можеби постара. Ситуацијата не е тоа ништо ново, инвестирано и така натаму. Влегувате внатре, гледате дека е старо, но чисто е, средено е, не се распаѓа и функционира. Значи, не влегуваме ние во, не знам, во Кентаки клиниката, па сега тука нешто хай-тек да гледаш околу тебе или добар мирис у ходник кој што има усистина и добри плочки и така натаму, да, старо е, но функционира, чисто е, угледно е. И покрај тоа што е поише од 70 години старо. Некој го одржува, знаете. Не е 70 помалце, ама прилично е стара ВМА, кој знае од кога е. Од почеток на комунизам негде. Не, мислам дека по, али добро, не е битно. Како може, еве, Србија е тука, соседни. Како може во Србија иста една државна клиника како нашиве да изгледа пристојно, а ова овде, ја мислам дека ако не се клиники, треба да размислиме да ги издаваме за Холивуд да снима некакви филмови внатре со таква по знаете како содржина, хорор содржина, да. Да Па види кажам го нешто. Нишкиот клинички центар новиот како изгледа се, пази тоа. Може да кажам тука нешто? Ајде. Значи, ако тоа здравство функционира се уште во бившите југословенски републики, како така се одржува? Ние памтиме дека во македонското здравство имаше и убавенови кога ние бевме во склоп на Југославија, така? Значи војна болница безпрекорно функционираше, па и државните клиники, јас како студент и како средношколец кој со моделна пракса. И поликлиниките. Тоа беше, имаше ред, имаше се. Добро, се има добри клиники. Е, клиниката за гинекологија на државно изгледа окей. Не зборам Да. за тоа, меѓутоа, значи ако успеале другите народи и држави од бивша Југославија да го задржат здравството на некој ниво, тогаш е проблемот од вас. Кај нас од тогаш навака здравството само тоне. Секоја година е се полошо. Значи тоа некој го прави намерно. Не е тоа случајно. Веројатно не само во здравството. Ние веројатно тонеме во сите области, тоа некој има тоа И во интерес. образование, и во Апсолутно. Секаде каде што има јавни служби, секаде каде што Видете, има. значи ако вие промовирате во една држава без законие дека вие тој што сте го назначиле за менаџер може да прави што сака и никој ништо не му може, бидејќи е партиски заштитен од некога. Значи вие не очекувате тука прогрес. Менаџер се става за да одговара и да менаџира и се што ќе сгреши него да му се препише. Разбирате? Кај нас е обратно. Менаџер кој ќе се стаи, тој тука служи или за прајање проценти за себе или за некој друг повисоко па да ги дели проценти. Ивица, ти си бил да го посетиш Тоа е проблемот. Harvard Business School и знаеш како изгледа Business School, човече. Знаеш, и јас сум ги видел и London School of Economics и во Кембридж кај што сум учел, нели, Lord Ashcroft School of Business. Тоа знаеш како изгледа. Значи тоа е внатре со хай-тек и све. Кај нас отиди на економски факултет, ти си успешниот бизнисмен што треба да најде дупка да излезе или не дај Боже на економски институт. Тоа има нешто. Смрди на комунизам внатре, знаеш. Не, ама тие бизнис школи за тоа се такви елити, за тоа што ти таму треба да се осетиш. Јас сум оној кој нели ќе
ќе биде некаков напредок, ќе прави нешто се, кај нас изгледа тажно сето тоа. Значи, веројатно, некој намерно ја успорува еволуцијата на македонскиот народ и држава цело време, за разлика од нашите соседи. Да се вратиме на доктор Мерџановски. Докторе, дневно, колку луѓе, вака од прилика според некои ваши погледи, проценки, поради оваа ситуација и нефункционирање на хирургијата, колку луѓе не им се пружа нивната тоа што им следува, односно здравствената заштита, интервенцијата и така натаму? Не може да кажеме за бројка, затоа што медицината со бројки не работи и некогаш може да имаме многу пациенти, некогаш малце пациенти. Но само микрофонот ако би може. сакал да кажам дека на нашата хирургија се вршат комплексни операции, да не кажам едни од најкомплексните операции кои што се вршат и кај нас и секаде во светот. Ние имаме многу обучени хирурзи кои што си ја знаат својата работа. Најголем проблем и ова се не дај Боже некој да биде повреден и да не може да му се укаже медицинска помош. Во текот на... Дали е тоа сега ситуацијата? Да се случува, па секој ден имаме сообраќајки, секој ден имаме повредени... И што се случува? Се одат во градската болница или како што? Ги префрламе во 8 септември. Градската болница, што е бивша воена болница. Добре. И они се преоптеретени, не можат да издржат. Значи, сега имавме од една колешка внука која што требаше да се оперира скочен зглоб, чекаше ден, два, три, направи некои компликации со ногата и ја префрливме во 8 септември, ја прифати колегата таму за да ја оперира, иако се тие сега, значи, пренатрупани таму, затоа што кај нас немаме оперативниот... Нема доволно сила оперативниот блок на работи. Второ, пациентите со сериозни хронични болести од типот на ракови карциноми кои што чекаат, тоа им се пролонгира. Значи, крајно сериозна е работата. Да не кажам дека е не алармантна, ама ова веќе преминува во страшен и сериозен проблем. Може би толку ургентна ситуацијата, цела недела да не работи оперативниот блок или повеќе од една недела, стварно сериозна. До сега не се случило наназад, значи не се памети дека ваква работа нешто се случило. се случувало ли порано? Не, никогаш. Ова е втор пат за ти може една сала да се затвори, не знам, да се најде. Ние салите сме ги затворале, точно ако работиме комплексни со инфекции. Има одредена теорија на заговор дека всушност се пронајдени контаминирачки бактерии таму, луѓето барем го пишуваат тоа по социјалните мрежи и дека ова со смрдејата е некаков изговор, а всушност станува збор дека наводно имале мрса или нешто слично и затоа се затворени салите. Ова е како теорија на заговор некоја. Ја немам таква информација дека се работи за мрса која што има ова. Мрсата е инфекција, бактерија која што не реагира на одредени антибиотици и таа интрахоспитална инфекција и таа се пренесува, значи од пациент на пациент. Ако евентуално имаме нехигиена, се случува да имаат пациенти мрса, значи ништо страшно, ние ги лекуваме и тие пациенти, а да има мрса во системот за ова, ја немам таква информација. Значи, има некаква таква теорија се шири се, затоа треба се да предишкутираме, да бидеме објективни. Дека таа теорија не е точна. Има некој мирис на изгорена пластика кој што анестезиолозите ги алармира дека не можат да тој воздух го даваат на пациентите и тука е целиот проблем. Иако на дрегерите и на другите работи имаме анализите се точни и луѓето кои што ги направиле тие анализи имаат дале официјален документ. И сега министерот исто така реагирал на ова целава ситуација, па ги свикал докториве, па јавно обвинителство, па некои
он мисли некој загор, не знам, значи тука некако многу Ја измешана малце ќе работа е. Сега стварно. брутален. Не ни е јасно на нас докториве што се случува. Знаеш, малку сум себичен кога станува збор за здравието, барем за моето здравие. И ја Сите сме- постојано сите сме себични, Лјупчо. си го поставувам прашањето, добро, дали заслужува уопште да влезам на клиника на која не можам да најдам паркинг? Значи, почнуваме од таму, затоа што кога ќе стигнете вие на клиниката, нели, Се, за брзо да завршите работа, треба негде да паркирате. Како и мене ме погоди сега со ова прашање. Се за паркирањето ја имам проблем. Да, како доктор. Да. Има сега некој паркинг таму кој што нели некој го оградил со нели вип карти влегување и не може секој да влезе таму. За одредени луѓе е таму ставен тој паркинг и имав пред неколку недели, да не кажам ете така, со дел од колегите кои што се паркираат таму, ја немав кај да се паркирам, па побарав таму да се паркирам, па чекај, ќе ти отвориме, не ти отвараме така. Страшно е. Никаде у светот клинички центар ја не сум видел дека е најголемиот паркинг во градот. Значи најголемиот паркинг во градот. И до сега сите министри кои што доаѓа, еден, втор, трет, веќе не ги не знам колку се наброи, многу се изменија за кратко време. Секој кој што доаѓаше викаше дека ќе го направи. Единствено Филипче стави само едни овие како се викаат Паркоматите. овие ни ступчиња измеѓу за да не скокнеш од лева трака, од десна трака да Да, убаво тоа. да, тоа е Па да го поздравиме тоа. Единствено Па, да, нешто добро што да го го направи. поздравиме, лидер да. на Голем СДС. чекор во разговор. голем чекор, да. Иако ние баравме да има паркинг, да Мал направи чекор за да како направат, беше. да, Не, за ја човештвото. генерално, сега тој тамо доле шопинг молот новиот што го направи, доле си паркирам кој идеме на клиника. Затоа Улимак. што- Да, улимак, да. Да. Нема Чиста да работа. најчиста Да, работа. чиста работа. 50 денари е сат, тука е 30, Да. за 20 денари сат. Нели, 3 сати, ако ще Значи, 6 денари плюс. треба да се си направи издржува, некоја сикатна гаража, која што ќе ги згрижи вработените. Значи мора на вработените да имаат, ние немаме работно место, некојаш кога сме дежурни сме на повик, доаѓаме у било кое време и треба да имаме, а не да бараме по со сати паркинг. А добро, но ќе има. Ќе има добро Да, еве, Зезам се, не. Тоа, Меѓутоа треба треба да да има речеме една- сега да отидеме треба таму и да веќе има хаос. треба да има една Да. брза лента, секој кој што носи пациент ќе влезе у клиничкиот центар, го остава пациентот и излега од клиничкиот центар или нека направат некаде на друго место, не знам, у близина тука. Има доста, нели може ова убавата болница што ја направија модуларна. Да, да, точно. Ете нека ја тргна таа модуларна болница, тука нека направат некој си паркинг на ова. Катен. Катен пред кај што Не, има место, не да нема. нели, има кај што како требаше да се направи Ке инфективна е тоа. клиника, нели Јас- требаше да, клиника да, да, да. направиме, па ја допреа, па пенали плаќаме, па тоа. Ете, тука нека направат, не знам. Еве, овој министеров барем сега може да направи, Одиме- има време. Одиме со кратка пауза за реклами, почитувани слушатели. Чувме на вистина многу добри работи во првите половина час, ни поминаа како 2 минути, вака да бидам искрен. Се враќаме за кратко назад во вториот дел од емисијата, во кој ќе дознаеме вака компаративно како функционираат работите и како би можело да се подобри село. Не е само во здравството, Ивица, ситуацијата ваква. Еве вчера дозна случајна една информација која ме шокираше. А тоа дека Тебе те шокира во од себе си. не, ова е стварно да те шокира. Не знам дали знаеш дека нели имаме Министерство за култура, така, има заменик министер за култура, 28 годишен дечко, помал од мене. Пред да биде заменик министер за култура, знаеш што работел дечко? Шо? Бил шофер на заменик министерот за култура. И од шофер на заменик министерот се отишол и веќе станал заменик Па министер. го видел потенцијалот во него и го наследил. Ти не заборај дека имавме шофери газди на банки тука. Ма добро, тоа сепак прават Ама не е така се. Знаеш се, Добро. ти може шофер да стане во сега. Сорос бил рецепционер, па сега нели милиардер. Нема врска Да, тоа. тие причи, Да. да, и нели Заев на нива работел. Па работел се. Како? Зелки продал во Горњи Милано. Сигурно. Сигурно, вака делува како зелкар. Ама
поздрав до сите вас, мал би се информација од Битолската болница, наместо да се прими доктор специјалист, интернист со образование Скопје, Софија, Виена, се прима инженер за фармерско одгледување на стока, а министерот одговори дека во Битолската болница интернист не е потребен. Ова е кога беше Филип Че. Добро сега, ова тоа е односот на државата кон нас, како кон стока. Така што мислам дека многу релевантен кадар земале. Покрај медицинарите треба и земјоделството да се развива. Да, ама не во болница. Не во болница. Во болница, вајде, не знам, оранжери немате по болници, уште тоа. Во неколку Мултидисциплинарни. во неколку ситуации кога не сум можел да стигнам до доктор, ми завршил работа и ветеринар и можам да кажам дека они се навистина подценета професија. А сите органи кои ги третирате, вие ги третираат и они. Не се одлично платени, ти не знаеш тоа, да. За разлика од медицинарите. Ветеринарите се одлично. Тоа е што е. Ајде да се вратиме на јавно здравство, докторе. Колку пари стигнавте до 120.000 дена плата? Право приватно, имаме сега приватно. Чекај да прашам сега за нели. Ама сега човеков, него е микрофонот. После ќе стигнеме тоа. Види, ова сепак се случува ние кога стигнавме. Да. Вие стигнавте до 120.000 дена плата. Нели е малку лошо чувството дека тој што ви доаѓа кај вас го третирате затоа што добро плаќа? Нели е малце тоа проблем со Хипо? Ние немаме такво чувство, зашо да имаме такво чувство? Значи, Зашто се чини реално коштаво. да, не мора да доаѓа. Значи, тој што доаѓа, вас има доверба во вас, затоа доаѓа. Тој не доаѓа случајно таму. Има пари да плати. Сега, видете, значи тоа е приватно здравство, да. Да, така и на Ние запад. не зимаме од буџетот и од ова што кажав давачките што ги даваме сите ние. Немаме од тоа ништо. Добро, има некои операции што ги покрива Добро, сега фондот. видете да, тие операции што не се прават од државно, што се прават кај нас. Значи некој ги покрива. Тоа се многу малку. Значи тоа не е ни 2% од буџетот на болница. Ајде вака се еден многу познат македонски лекар кој што се проби во странство кажа, вика, разликата помеѓу државно и приватно здравство во Македонија е што имаме клиники што на ништо не личат и клиники кои што ставени парфем у сапунот која ги зачистуваат. Има ли вистина во ова или малку И претекнато? добри пешкири, телевизор, Јас да ви кажам, во Македонија функционира Толку близко до приватното микрофонот. здравство само како резултат на тоа што државното се уништило. Значи, А дали може едноставно луѓето имаат потреба за такво нешто. И да не се бидејќи чекаат редови. Тој кога сака да заврши работа, оди таму за да заврши работа. А не да оди кај матичен, па не може да му фатат термин за да оди кај специјалист, па тоа се чека да дојде први. Видите, ја не можам да го сватам, значи јас прво нешто што би променил во државното здравство, тоа е тој систем и термин. Тоа не го разбирам. Значи, не може докторот да одлучува сам колку термини ќе пушти месецот и да се чека први специјалистот и тој да пушти, ќе каже тој ден толку термини, тој ден толку... Не го разбирам уствари јас тоа. Значи, јас имам 2 амбуланти неделно. Значи, јас во амбулантата прегледувам по 40 пациенти на ден. Имам уште едно дежурство во текот на неделата, каде што уште 40 прегледувам, значи јас имам 120 прегледи во тек на една недела. Кој државен лекар прегледува 120 пациенти во една недела? Никој. Значи, тој може и да не се појави во амбуланта, кај што има закажани максимум 20, една амбуланта неделно. Се случува тоа? Јас претпоставувам колегата ќе каже. Значи, јас што слушам од пациенти. Значи, ќе прати млад колега, ќе прати некој млад колега да ги прегледа, тој не се ни појавува, нели тој оди на некоја комисија, нели да го опре здравството, тоа е здраво. Така да, Ови се оди на комисија да го оправи здравството. да, видите, ние значи имаме Иронијата, јас мислам ви да ја кажам, потцртам, значи, мора вака. целиот проблем во државното здравство е нефункционалноста. Само тоа. Значи, не може вие со 20 прегледи неделно, значи државата ве Во плаќа приватно вас 2000 ви евра. носат виски или само државно? Не носат и не е забрането. Ја Зошто? имам има еден бизнис модел, еден дечко го познавам, он откупува виски од докториве и после го продава по кафани, па стварно е многу тоа. Има флаши и флаши му доаѓаат таму и што нас новинарите никој виски не нема оставено. Јас не продавам виски, меѓутоа како за мене имам секојаш и за пријателите мои околу мене.
Меѓутоа ни носат, зошто не, и тоа воопшто не е забрането дел од од менаџментот, културата е, значи тука од знаеш, благодарност кај. пациентот само треба да го пријавиш дека си го добро. Значи на Медитеранот, Да. дури и во Италија, во Шпанија, Португалија, па и Франција некаде, ќе најдеш тоа ако обича и не се смета за корупција и не е. Во Холандија е, тука не е. Значи, само да продолжам, нели, околу нефункционалноста на здравствениот систем. Значи, ако еден лекар има максимум 20 прегледи неделно, 80 месечно, тој не е рентабилен. Значи, не може тој, тогаш платата од 2000 евра, мислам дека е малце голема. Затоа што јас, за да ја заработам таа плата, морам да ја одработам. Вие, Во приватно здравство. Значи, Иако јас е- не добивам една фиксна плата, еве ти плата, па Да. ти на тоа ќе надоградуваш. еве, сега јас некои проценки што направив по бројот на операции кои вие ги имате, вие месечно само преку прегледи, нели, без останатите Да. работи, операции, така натаму, сигурно негде на вашата болница им носите обрат, не е тоа профит, обрат, односно прилив од 20 на 30 на 1000 евра, што не е мала пара тоа се. Па, да, сигурно. Да бидеме Меѓутоа, на видите капитал. вака, значи не се И плаќа. така што може да ви дадат 2000 евра плата. Значи, не, Апсолутно. мора да кажам тука дека ние секој преглед и не го наплаќаме. Значи имаме контроли, имаме, Да. значи дневно ти во амбуланта ако 40 луѓе влезат, па не верувам дека ни 20 прегледи ќе наплатиш. Значи луѓето знаат тоа да го ценат и затоа и се враќаат, инаку не би дошле назад. Ме разбирате? И се има различни и таму, нели, карактери на луѓе и така натаму. Да. А друга работа, значи, кажав, нефункционалноста на државното, значи, тој нема значи, задача дека треба да прегледа волку луѓе месечно, треба да оперира волку. Таков систем не може да се финансира никаде во светот. Кај што некој може ништо да не работи. Да ја зима платата и да излегува и да штрајкуе. Да вика дајте ми уште пари. А имаме и такви. Па имаме такви нормално, а имаме и луѓе што си ја вршат работата безпрекорно. И се тие се малцинство и страдаат за оваа голема група што не можеме да ја преобратиме, да почне нормално да се однесува. Е па тоа мислам дека треба новите убаво да го разгледаат и едноставно тие што се неработници конечно да ги отстранат од системот. Една држава во светот не може да финансира нешто што не работи. Значи тоа само кај нас еве, може. Сега, ова и како провокација, дали може би одговорно за пропаста на јавното здравство има и приватното здравство? Зошто го тврдам? Ама не, ова? зошто вие така го разбирате? Значи, еве јас ќе ви кажам, значи кај нас приватното здравство функционира бидејќи државното не функционира. Ама да, ама сега видите. Значи има потреба од такво нешто. Има Видите, луѓе што сакаат да се завршат видите сега, работа. Извинете вака, но сите вие како доктори не извадивте пари да платите за медицинска школа како што плаќаат во Америка или во Велика Британија, 100.000 евра, не земавте кредити за да отидете да студирате. Туку функциониравте во јавно образование, каде што Добро. нели партиципациите Да. се ниски и сега државата вложи пари во секој доктор, вложи пари во специјализациите на тие доктори, тие се вложени пари и специјализацијата, тоа кошта на вистина, ја чини државата и на крај, ај сега ќе одиме ќе работиме приватно здравство. Не е ли е малце тоа неетички? Кога државата ќе вложи толку во тебе и ти викаш, окей, јас сега ќе работам за Не, профит. видете па, значи сите ние сме имали одреден број на години да ги вратиме после специјализацијата. Не сме можеле така да си отидеме од местото кај што сме работеле. Значи регулирано е тоа, Тоа сакам е да- регулирано. Точно. Е сега дали е уште регулирано, не знам, во времето на претходната власт пред 8 години кога беше Груевски беше регулирано. Се Па мислам. памтам сега можеби веќе и тоа е дерегулирано, бидејќи се дерегулира се. Не, сега регулацијата е малку поразлична, можете да добиете специализација само ако сте од ДУИ и сега, например, и дури дел од клиниките тоа етнички го доживуваат, иако не е партиски, но мене еден лекар од една клиника ми рече, абе вика, имаме годинава 7 нови специализанти и сите се вика, он не гледа дека се од ДУИ, нели? Пратен вели сите се албанци, толку ли вика нас македонци не бива вика за здравство, што само овие добиваат Јас специализација. Тука го лоцирав проблемот, значи политизацијата во здравството е ненормална, не е... Видете, тие секој си се бори за себе, да си добие кога има некој на функција таму поставен што може да му помогне. Значи се користат тие партиски релации и игри. Не може тоа во здравството да функционира така. Мора професионализмот да функционира. Инаку ништо не правиме, мислам здравството ќе допотоне само. Мерџановски, еве Ивица прашањето, стигна ли до 2000 евра?
Добро, сега тргнахме. Ајде прво таму ќе фатиме, пак видиме За како парите да се фатиме. Да. Со основната плата не сме стигнати, околу 67-8 илјади. Отприлика колку чистачката во Агенција за електронски комуникации и во ова како се викаше Манав. Во Манав има 64.500 денари чистачката плата. Сега ова што ќе ви го кажам, не го кажувам само јас него као представник на моите колеги, доктори, еве, со тие што се дружам, нас платата ни е доволна. Доста ни е таа плата на нас. Еве, 68 илјади денари, например, плюс дежурства лево-десно, стигаме некаде уште 10 на 15 илјади, 20 илјади денари на таа. Ова и нас ни е доволна, за разлика од медицинските сестри и техничарите кои што земаат навистина многу малечки плати. На кои се неопходни за тоа што Вака работи, се, така? ние сме тамо медицински тим. Доста ни е таа плата. Еве, мене лично и на моите колеги, доста ни е таа плата на нас. Сега за сега. Него дај да им покачиме, затоа што ние не може да работиме без техничарите, без болничарите, без медицинските сестри кои што ни заминуваат. На нив им треба, они земаат 20-30 денари плата која што навистина е многу мала. Нели? Да им ја покачим, дали ме сваќате што сакам да кажам? Дај прво на нив да им ја покачиме платава, на сестриве, техничариве, да им дадиме, после за нас ќе видиме, пошто ние као лекари, сепак оваа држава, таа плата што ја земеме, е пристојна. Еве, за мене лично можам да кажам дека навистина, можеби, не знам, некои од колегите сака да земаат и 10 и 15 евра плата, ама во ова општество во кое што живееме и знаеме дека некои луѓе гладуваат, немаат да платат сметки лево десно, мојата плата е доволна. Да. Но докторе, знаете, доволно е, ама ако отидете, вие сте со искуство, да, долгогодишно, да. Ако отидете вие да работите во Германија, да, бев работев 2 години во Германија. Добро. Не сте го знаеле овој податок? Не сум го знаел овој податок. Сака да ме задржат таму и јас се вратив назад. Од патриотски побуди или парите не ви беа доста таму? Не. Пари ми дадо они доста висока плата, некаде околу, значи оваа понуда има в 2012-2013 година, понудата беше од 3.500 до 5.000 и нешто евра плата. Тоа денес би дошло таму 10 до 15.000 евра, вие денес би заработувале во Германија. Не. Шефот кој што беше ова се изненади од тоа, не реков ја ќе се вратам назад затоа што ја имам уврска. Моите најблиски се овде. Јас ја сакам земјата и се вратив назад. Исто така кога и требаше доброволно да се пријавам 2000 година. Ама многу 2001 година да помагам во одредени ситуации на македонскиот народ. Ама многу помлади доктори ги немаат овие скрупули, како да ги наречеме. Ма јас сакам да ви потенцирам уште една работа. Значи имаше еден податок, вели Словенија многу добро се справи, вика, со корона кризата. Браво за македонските доктори. А да ви кажам дека повеќето од колегите млади кои што заминуваат, дека не се само финансиите поради кои што заминуваат. Значи, они заминуваат затоа што немаат услови за работа. Затоа заминуваат. Затоа што ја гледаат неправдата која што се врши. Сфрлија некој балансер, каде што одредени луѓе со помал квалитет нели, се вработуваат, нашиве не се вработуваат и поради тие работи и нели тоа за некого мајка, за некого маќа, тоа е тоа поради кој што многу од нашите млади лекари заминуваат во странство. Ја работев 2 години субспециализирав во Германија, каде што добив понуда, ми ја нострифицираа дипломата, 1 година работев во Турска и тамо добив понуда и од тамо се вратив, така да мене ми е дома за работа. А сега да кажам за апропо муабетот на колегата, кој што вика дека имал у приватното здравство 40 пациенти, ние некаде стигаме у еден ден од 70 до 80 пациенти прегледи, нели по мој термин. Ама тоа доктор до доктор. Да.
Зависи од вас. Сега можам за мене да зборам и за колегите за мене и за колегите. Тоа зависи од вас колку ќе прегледат. За мене и за колегите на травматологија кои што работат со мене, сите имаат по 60, 70, 80 пациенти на преглед. Генерално, кога имаме доста оперативни денови операции, стигаме до 40-45 операции, стигаме месечно. Една операција некаде околу 15.000 евра, тоа се околу 700.000 евра кај што правиме обрт на фондот за здравство. И од сета таа приказна добиваме 0,01% од платата и пак на сето тоа кажувам, окей, добро е затоа што нашава држава има социјални структури кои што прво треба нив да ги згрижим. Али условите за работа се првото и основното нешто кое што ги брка нашите. Еве го отворив вебсајтот на вашата клиника кај што работите, не име нешто многу ажуриран, дури тука има вест свечено отварање на салите за ортопедски болести и гледам тука Драги Рашковски се појавил. Кој? Драги Рашковски го имате како нова вест на сајт, која се вест од 31.12.2018, не го ажурира. Не знам кој е тој Драги Рашковски. У затвор беше умеѓу време. Не го познам, не знам. Не се бавиме многу со политика. Да. Знаете, велите условите се такви, условите се лоши, но и покрај тоа од патриотски побуди се борите. Што треба да направи за почеток еве идната влада? Имаме нова влада, има позитивно расположение помеѓу граѓаните за сето тоа, очекуваме сите, како што очекувавме и претходниот пат кој имаше нова влада и претходниот пат кој имаше нова влада, некако не ни се исполни очекувањето, но секогаш очекуваме дека нешто ќе биде подобро. Што од кај треба да почнат? Па од нула. Треба комплетна реконструкција, прво треба раководните кадри да бидат сериозни доктори хирурзи, кои што сериозно ќе се зафатат со работа, ако не општо, не само на тај. Нели да пуснеме од нешто, треба да се направи систем за децентрализација. Од типот на да се воскреснат болниците кои што се во внатрешност. Они се веќе заспани. Тамо треба фалат кадри. Треба Штипската болница да се доправи. Треба да се дософистицира со опрема клиничкиот центар. Петовската болница треба да се дософистицира со опрема и со кадар да се поврзе со универзитетот кој што е тамо за да почнат да излегуваат квалитетни кадри. Во склоп на другите работи што се еве клиничкиот центар сега ситуацијата која што е алармантна треба подхитно да се среди. Да се направат специализации, субспециализации и кадровските решенија да има еден пат на докторите како ќе влегуваат во образовниот систем на специализации, како ќе остануваат, да нема балансер за вработувањето. Значи тоа се многу во програмата, мислам на ова ВМРО ДПМН има доста точки и запирки и во програмата се опишани многу од нив. Сега да би сакал еве и колегата може нешто да надополни и со него нешто дискутиравме во врска со овие. Да. Земете го само микрофонот. Значи моето мислење е дека треба рационализација и регионализација на здравството. Мислам дека во внатрешност има доста болници кои што се тотално нефункционални и не треба да постојат. Значи тие треба да се реорганизираат, да има одредени центри големи каде што ќе се регионализира прво ради недостаток на кадар, затоа што кадарот е сведен на минимум во моментот и не може Кочанската болница да функционира со еден гинеколог, со еден хирург, значи таа џабе постои. Едноставно треба центар да биде Штип во тој дел. Неколку регионални центри треба да се направат. Едно време во Кавадарци немаше ниту еден гинеколог,
Па од Скопје праќаа гинеколози, нели, за да се прават тие операции и така натаму, и така ја заживеа Не, тоа не е функционално баш од Скопје да ги праќаш цело време таму. Па на дежурство се. Меѓутоа, значи, кога ќе направите вие регионализација, една болница Тетово покрива неколку градови. Скопје тука, да речам Штип, Струмица, Битола. Тоа ќе биде доволно. Значи, ние сме мала територија која што нема потреба во секое село да има болница. Сега ќе ви кажувам еден податок кој во Македонија малкумина го видоа. Имаше еден извештај на Светската здравствена организација. Мислам дека беше и на УНИЦЕФ заедно, сега ако не се лажам. Документ кој стигна дел од медиумите, стигна и до нас. Негде беше правена евалуацијата на македонското здравство, слушалци, на почетокот на 2023 година. Јас го видов со своји очи тој документ. Го виде и тогашниот министер Филипче, го виде и министрите после него. На 22-та, конкретно, негде пред локалните избори беше тоа. И намерно од меѓународни организации рекоа да не се објавува сега, да не се направи проблем. Главниот проблем во македонското јавно здравство, кој меѓународните организации го детектира со нивна сериозна методологија, е тоа што од примерно директно се оди на терцијарно здравство. Тоа не го знам. И системот во терцијарното здравство, според нивните анализи, е преоптоварен на ниво на кое што не може да издржи. Вордингот во тој документ беше таков, каде што дури се тврдеше дека во краток период може да се очекува дури колабирање на терцијарниот здравствен систем. Дали ова сега што гледаме, баш ги живееме тие? Да, тоа е тоа. Да, ова мислам дека е почетокот на затоа и на почетокот на емисијата кажав дека е алармантна ситуацијата. Да не работат операционите сали во терцијарното здравство е стварно сериозен проблем. Ивица? Па, јас пак ќе се вратам на она што е, зашто ја викавме уопште оваа емисија. Мислам дека една модерна, современа држава, европска, како што сакаме да бидеме, е невозможна без совршено јавно здравство и совршено јавно образование. Се совршено. Стремеш кон совршено. Нема совршено никаде, ни во Шведска нема. Но мора натака да целиме. Приватното образование, приватното здравство е тука за оние кои што не може да чекат. Капитализам, има луѓе кои што нели сакаат побрзо да добијат услуги и така натаму. Не можат ни диплома да чекаат побрзо да ја добијат. Тоа кај нас. Тоа кај нас. Добро, ама има на други места тоа е поинако. Така што јас мислам дека едно време точно е, имаше некои кампањи кои што мириса дека доаѓаат од некои кругови врзани со собственици на приватни болници, дека се требало да се приватизира една друга. Јас сум тотално против тоа. И никогаш нема да гласам за опција која што ќе се залага за таква работа, затоа што тоа никаде го нема, нели, тоа е вон памет. Меѓутоа, по мене, а да речеме у 19 век, не знам, црквата била таа што окрепела овој народ. Потоа била универзитетот Кирил и Методи беше културна институција, се у 21 век тоа ќе биде меѓу другото и клиничкиот центар. Национална институција. Да не крепат, ќе не искрепат многу. Кичма на оваа нација. Да. Далеко ли сме од тоа, докторе? Па, Или не баш? не баш. Но добро, па не крепите некако, како така, добри сме се. Мислам дека клиничкиот центар има капацитет, но можеби ќе треба нели да се дософистицира со опрема, да се доизгради. Можеби беше таа добра опција, преодна опција за нов клинички центар, да се изградеше помеѓу гинекологија и хирургија. Да, тоа беше нели. Тоа беше прекрасен проект. Ја не знам зашто го соприја тој проект, не знам која беше политиката во целата приказна, но ќе беше многу добар проект кој што нели ќе помогнеше во тој преоден период додека ние како држава нели ќе најдевме некои си не знам колку тамо милиони за да направиме сериозен клинички центар и можеби од децентрализација направиме централизација на здравството, затоа што сме 2 милиона народ. Ја во Германија работев во болница која што обслужуваше 2 милиона народ. Каде? Во Нимберг. Нимберг, добро. Да. Јас бев таму работев, имаше 3 хеликоптери, добра
и одлична служба за брза помош, нели ова за транспорт на пациенти Ние Хелиодром повредени. имаме и овде. Имаме, да. Да. Значи он е целиот регион таму со се Баварска шума, Регенсбург и така натаму, Да, тоа да, е. се беше тоа. Да. Добро. Окей, мислам. Ама, Околу 2 милиона беше Знаете, таа докторе, клиника, да, за- може треба да одиме и кон централизација. Постојано се таа како Сега одиме во значи децентрализација на здравството. Значи мораме сега да, да се направи регионализација на здравството, со тоа што сега имаме проблем во болниците кои што се во внатрешноста, некаде околу 10 до 15 години ќе имаме проблем на дупка за одредени доктори за одредени специјалности. Еве, ја имав као дете операција од крајници, 92 сум роден, ме оперирале кога сум бил 3-4 години, сум имал некакво... Кај го оперирале? У Велес, аз сум од Кавадар. Сега веле таква операција, не верувам дека се прави. Сестра ми што е родена 2003 година, 10 години, 11 години е помала од мене, сестра ми имаше ист таков проблем и неа ја донесува во Скопје да ја оперира. Затоа што во Велес не може да се. Порано Веројатно, не знам. се врша Не знам. секакви операции. Не знам дали таков упут дала докторката, дали немало, не знам, но еве ви кажувам компарација. 92 роден, 2003 родено лице, на иста возраст од прилика го имам истиот здравствен Доктор, проблем. Мене ме точно- праќаат у Велес, неа ја праќаат у Скопје. Доктор во Гостиварска болница, еве, јас сум гостиварчанец. Доктор во Гостиварска болница добива специализација во Скопје и после под дрво под камен ќе бара некој да најде за да остане во Скопје. И тоа му се дозволува, не може да му се дозволи тоа. Значи он треба да се врати назад во матичната болница. Се обучи во Скопје, ќе заврши специализација, ќе добие диплома за тоа и он ќе се врати во Гостивар. И он тамо ќе развива и ќе прави медицина. И знаете кој е И другиот кариера проблем? и сето тоа. Постојано зборуваат нов клинички центар, нов клинички центар. Еве сега ќе ви кажам една работа. Ова е факт. Милиарди да инвестира држава. Да ја донесеме најновата технологија, најубав клинички центар, да направиме било каде на некоја пољана голема. Доколку нема добар менеджмент, доколку нема добро одржување, доколку нема добра организација, во рок од 6 месеци тоа пак ќе биде запустено и никакво какво што е сега ова. Не е ти само плочките да ги ставиш, треба некој да ги брише. Знаеш како? Ама не, озбилно ти кажем. Значи, еве, релативно атрофирањето на болниците. Чекай, само, имаш пример. Еве, ќе ти дам најплашен пример. Прошете низ зградата на МНР. Дело ако крај пат на Српска пушница, флеки на тие коридорите и така натаму. Пред колку години беше пуштена во употреба? Пред 6-7 години. И Колку? па што правеа тие министри што беа до се? Има ли буџет за одржување? Помалку од 10 години. Има буџет за одржување? По нормално Е па дека како се троши тој буџет? Нема. Еве, Систина, јас сум се оперирал 2012 у Систина. Истите плочки 2011, истите плочки ги има и сега исти тоалети, Да, исто меѓутоа ги све. рибат 10 пати на ден. Тоа е работата. Да знаеш. И сега не е тоа вчера направено, Така е. ама се одржува Значи, и видите, изгледа пристојно да. до ден денес. Значи, што е основа за да направите некоја промена? Значи, личната одговорност на тие што ги поставувате, што сакат да бидат менаџери и да се покажат. Значи, треба да имат некоја лична одговорност и да одговараат пред државата. Не може некој да потпише штетен договор за некаков клинички центар фиктивен кој што не постои нигде на некоја И ливада. како координар И да државата да плаќа 18 милиони или 20 милиони евра по тоа да плаќа пенали. Значи, додека не се направи лична одговорност да сите штети што ќе ги направи менаџерот, Одговорноста да ги треба плати има од име. себе. Нели? Така е. Да, сите. Ајде да видиме сега, да видиме дали ќе биде така. Како што кажуваат, треба да има име и треба некој да понесе одговорност. Ако не понесе одговорност, како? А не, видете, ние, значи, јас колку што сум прочитал, пошто ја не сум во државното здравство, меѓутоа имам сопруга работи таму. И мене исто ми е битно државното здравство. Кој Значи, понесува одговорност, еве ќе се надоврзам, се извинувам што ве прекинувам колега, кој ќе понесе одговорност? Кој ќе понесе одговорност, саливе што не работат? Еве мене тоа ме интересира. Еве ја ви прашувам, некого еве вас ве прашувам, не знам. Некој треба да иде за ова со лисици. Општа одговорност не Зошто постои ти не никаде. си го одржувал тоа? Еве, доколку ние
имаме проблем технички. А у некоја држава друга би дал некој Типа одмо отиде кај лисиците. Ај прво да го оправиме. Не. Еве, Не. да го споредиме, да го споредиме системов за дишење со кислород со нашево радио. Мислам, Иако тоа е ама невозможно. што ми е мене? Ние овде имаме радио опрема. Може било кој од овој дел тука некој да се расипе, така. И радио да престане да зрачи. Можно е, тоа теоретски можно е да се случи. Но операциони сали не работат, Прво, никој не презема но прво, одговорност. треба сега некој да Колективна дојде да одговорност не провери постои нигде во светот. што се Само кај расипало нас. и некој да седне да го направи за ние да емитуваме. Кога некој треба не отказ да даде, него што треба Одговорно. неодговорност, не ви текне моментов Отчет. отчет да даде или нели да напушти функција. Така? Така е. Морална одговорност. Морална одговорност. Еве ја не Не можам морална да и решам. материјална одговорност треба да постои конечно веќе. Така Не е. може И така. каков е тој изговор? Системот бил стар. Па добро, вас не ви текна пред година дена дека е стари, дека треба да се смени. Па заеднички служби што правеле цело време. И Зашто тој не Лани може бил да- стар, ако е сега стар, и Лани бил Че, стар. значи. ова само сакам да кажам еден податок што го прочитав, не знам колку е точен, дека буџетот на фондот за здравство е 390 милиони евра, а за една година уште толку се прават загуби во државното здравство. Која држава може да си дозволи да плаќа 800 милиони евра, а граѓаните да немаат сервис? Па ти да им Што не даеш, сме, тоа повеќе не сме да се дозволи. ти на Жан Митрев, на Орце Камчев и на, како се викаше, и на Минчо Јорданов да им даеш 1 милиарда годишно. Они знаеш како ќе ти го водат јавното здравство, тоа све треба да се Значи само треба добро да се менаџира. Добра, ништо ама ако повеќе. немаат приватна Значи- болница. Се извини, ако имаат приватна болница, не сме Не, сигурни дека ќе нивна водат. да е приватни, све да биде приватно и на А, не. приватниве држава им вика еве 800 милиони работат. Значи пробале тоа во други земји. Домакинско и знаеш што работење, случува. без Пробале домакинско. тоа И и уште излегло 100 пати полошо. Немој така, молим те. Значи да не правиме тука некој, значи некој што има приватен джеп му даваш јавни пари. А одево со кукурус. Да, поствари Немој сега така. за тоа Ама се види добри. и вака пари Не, одат така. у кукурус. А, Ама не е не, баш така. ама знаете како е? Разликата, знаеш, е сега сте на пазар и сега мора да е средено убаво све, затоа што ако ја можам да одлучам да не дојдам после кај вас да не ви платам. Ако ќе биде со јавни пари приватна болница, тогаш и вака и така парите ги и тоа ќе пропадне таму, да? Нека има и приватно здравство, ама јавното здравство не може да не постои. Така е. Не постои тоа. Така е. Нонсенс. Кој сака нека иде, нека се лечи у приватно здравство. И таму има доктори, кадри, може некој сака побави услови, сам да биде во соба, нели апартман или не знам што како. И сето тоа е во ред. Секоја, секаде во светот. Ама јавното здравство може да се укине. Боже сачува. Треба да се ради и да се надградува цело време. Значи, тоа е основата. Кој ќе не лечи утре, бе, луѓе, значи, во е стварно треба да се запрашаме и во која насока треба да водиме. И цела стратегија сега, која што еве, имаме, нели, кажав, некоја си дупка од 10-15 години на доктори кои што треба да ги надоградиме. И не може тие доктори, ако ние сме ги школувале со наши пари, да ги пуштаме да идат у приватно здравство или да заминат у странски Македонија држави сега како готов производ. Сегде у свет има надри лекарство, сегде у свет има надри лекарство, ама кај нас тоа има земено огромен замав, надри лекарството, и дури мислам дека зафаќа негде милиони и милиони евра во држава, има обрт околу таа работа, постои цел еден паралелен свет на нешто такво, на не знам, хомеопати, па се лечат со Точно, да. фреквенции. И на запад постои, нема да Не, постои, ама овде има замавот е Значи гледате реално преголем. Ама знаете од кај тоа доаѓа? Од зорт и Па, јасно. недоверба во јавното и Ако тоа е луѓето една од не ја причините. добиваат услугата таму каде што треба да ја добијат, ја барат на друго место. И плюс не се доволно едуцирани за тие работи, па лесно се поведуваат, веруваат и така натаму, а тоа е па одговорност на примарното здравство. Пошто одговорност на матичниот лекар е да ви каже дека хомеопатија, што ти е на тебе, да ти објасни кој се, дека тоа нема врска, да ти објасни дека
ако држиш такви за телови за фреквенција, жици, Ајде да се дека не вратиме може ние ништо на- да Значи, видите, одговорност на матичниот лекар е покрај другото и да му обезбеди термин за преглед на специјалист на пациентот. А не со месеци да не може да му фати термин да го испрати на специјалист. Така да зато овие надри служби, мислам, ќе функционираат. Да. Што луѓето бараат спас некаде. Пака се, ја би сакал уште нешто да кажам. Централната комисија за здравство при ВМРО да помене. Од 2017 во континуитет работи на скрининг на многу работи кои што се недостатоци во здравствениот систем. Таму сме доктори заедно и со колегата. Работиме во интерес на здравјето на нашиот народ, на народот на Македонија. Зато и сме дојдени во оваа емисија да разјасниме некои работи, исто така да пренесеме порака дека има доктори кои што се грижа за здравјето на нашиот народ. Тоа сме ние. Јас, колегата и сите доктори кои што не верувам дека некој од докторите сака да направи лошо на пациент. Сакам исто така да кажеме дека дел од заедно со председателов нели Николов, ние исто така председател на таа здравствена комисија, направивме таков скрининг што кажавме дека матичните лекари кои што ги примаат пациентите треба убаво да им се направат сите анализи од типот нели на овие потешки болести кои што ги имаат, затоа што имаме ендемски подрачја на некои места каде што имаме пациенти кои што не се следат и ни доаѓаат во терминална фаза со одредени типови на Ја ќе тешки, кажам, не, ја тешки отворено болести. зборувам за овие работи, ова сум го кажал еднаш во оваа емисија и пак ќе го кажам. Доаѓа татко ми, има нешто на јазикот. Укаварци му викаат афта е, не му поминува 3 месеци. Доаѓа у Скопје на максиофацијална, доктор Грчев, прекрасен доктор, немаш да кажам овој збор, му зима, како се вика Биопсија. биопсија. Биопсијата ја чека човеков 4 месеци. И нема резултат. Звони, нема, не е готово. Мене ми пука филм, одам ја на максиофацијална и викам, луѓе, нема да се тргнам од овде додека не ми го дадете резултатот. И овие чекај да се јавиме од таму, забораиле да ни го пратат, од како се вика тоа патологија. Дури сум ја таму пола сат им го праќаат и го гледаме резултатот карцином. Со 4 месеци сме чекали 4, еве кој сака нека дојде, одма ќе му дам со датуми кога е отиден, кога е добиен резултатот со се. Можеш да замислиш што е тоа? Имаме многу пациенти во терминална фаза што ни доаѓаат, еве баш со овој пример. И од која ќе ни дојдат, ние притискаме да ги добиваме овие резултати што е можно побрзо, но имаме пациенти кои што се занемарени и недодиагностицирани во нели од надлежност. Тоа е ни еден од главните проблеми еве на мојата клиника, значи имам неколку пациенти прилеп битола со карцином на бубрек. Значи ендемско подрачје, од таму имам доста расширени нели да не кажам во понапредната фаза на болеста, кај што е малце потешко да се даде лекарска грижа за таков пациент. Така да и на тоа треба да се насочи новата влада, еве на тој скрининг е многу битен. Кај нас е нели. Ајде да дајме сега една проценка колку брзо може се разреши оваа ситуација на хируршки клиника, се вратиме на основната тема. Мислам дека за 2 години веќе би имале. Ќе почне да се оперира. Не, друго мисли, не, чекайте. Сака да каже целосно да се разреши, ама збори, а ова кризава актуелно? Моментално ова криза. Две би требало. Ја не знам што се случува. Навистина немам информација. Ама не ни открива, тоа е најако. Не знам Они што се нема, случува. треба официјално да Ако е контаминиран, ако е контаминиран системот од старост, тогаш е стварно сериозен проблем. Тога треба цевки да се пушта низ цела клиника. А до сега нели ќе го имавме овој новиот
клинички центар кој што Во Ѓорчето и да. не во Ѓорче. Андрей Жерновски, знаеш колку плати зема за тој Не во клинички Ѓорче, овој центар? што Не, беше за Штип беше тоа. планиран, А, он за Штип Да. беше. овој кој што беше планиран измеѓу ова да се направи. Да, и Во тој природно- го направи, а Штипа во овој сега го природно доправуваат, решение. нели? Знаеш. И тој не е направен во Штип. Епа, да се стигне до до Ѓорче, знаеш, А ќе чекај, ќе се иде како преку Штип, мене ова автопатот не ми е јасно. Струга Не, Кичево, нели? мислам, немам ништо против, таму во Штип има дури подобри професори од кај нас, но како у Штип имаат медицински факултет, а немаат клинички центар? Епа, сега, не е малце тоа... Пошо, нели, имаш ти сегде у свет, која идеш и вика универзитетска клиника Ристо Ристов, пример ти кажем. За да имаш ти универзитет, треба да имаш и клиника, кај што ќе учат доктори, бе. Имаш кадар за болница. Знаеш, малку ми е тоа... како тоа уопште може да биде? Земаат кадар од Скопје. Не, и тоа дури Така може да да кажам дека професори, одличен мислам кадар дека- имаат. Да. Значи дури може имаат и подобар кадар. Не, Затоа што подобар, си- меѓутоа има доволно Сите, кадар. не, види, сите млади што се занемарени за да влезе на некој син му и керка му, пошто немаат врски, а се стварно добри, уште после одат предаваат. Тоа е така е на медицинскиот факултет кај нас. Затоа што тука се чува местото за синот на третиот ерл од Или за Стафордшир. некој политички битен. Да. Ако се зафатат со работа, би требало за ден-два да Толку само? Вистински луѓе. па вистински луѓе да. Ако се зафат. А добро, добро. Ивица, пробивме 25 минути. Па добро, убави гости имаме. Почитувани слушатели, че им толку добро мене и на Ивица не иде со доктори, значи за лечење сме.